Тој многу пиеше, доаѓаше пиен. На почетокот не беше некое физичко малтретирање, на почетокот беше сето тоа психичко малтретирање. Понатаму со текот на годините тоа почна да биднува и физичко малтретирање. Имавме 2 пати, дојдовме и до полиција. И сето тоа траеше, на крај нели немаше излез од тоа и се разведов. Тоа си трае, не се случува еднаш, зашто нели секој пат има ајде нема да се повтори, ама правилото си исто, еднаш кога ќе се случи, се повторува. И куќа, деца, долго време заедно, свикаш ајде ќе биде понатамо, на крај дури и научив да живеам со тоа. Ми беше како се едно, ќе дојде, ќе ме удри или било што и ќе се продолжам, како ништо не било. Друг не завршив со потрес на мозок во болница, тука беше тоа пресудно, дека на кај води, на подобро никако не оди. И го пријавив тогаш и во полиција, мислам, сега и полицијата дојде си ја завршија нивната работа, ама тоа пак се продолжи. Јас препорачувам на сите, значи, уште во почетокот да почнат да пријавуваат, затоа што после се оболат. Затоа што јас не го пријавував семејното насилство и затоа се каам, не сакам да имаат децата дополнителни трауми. Требаше тоа уште од старт да го правам и немаше сега да бидам толку се вознемирувам од помислата. Центарот за бесплатна правна помош овозможува и адвокатско застапување, секако со приоритет на најранливата категорија на жените, како што се невработените, итноста од постапката, особено во постапки за заштита и превенција од семејно насилство, како во граѓанска, така и во кривична постапка. Па многу ми значеше таа поддршка затоа што знаете дека жена која што сама се одлучила на тој потек, дека во тој момент немаш ни пари, толку многу за да плаќаш, нели, тие се многу скапи, да речем, цени кои што треба да ги наплатиш на адвокат. И ми беше од големо значење. Заради тоа што тие пари, например, можеш да ги употребиш за цели на децата. Дојдов јас, напишавме нова тужба, јас излегував на рочишта и го добивме процесот. Јас добив алиментација, меѓутоа се уште не е, нели, се уште има некој си проблем, сето тоа дека тоа е странство, па додека му е најдат адресата на живење, пошто тоа е двоен државјанин, веројатно се нема таму пријавено и целиот тој процес, адвокатот, организацијата, оде се ми платија. Јас тоа никогаш не би можела, нели, да го направам. Многу тешко да така да застане некој позади тебе или... А и се ми помогна доста. Од тој аспект, зашто финансиски да беше, немаше шанси јас да најдам адвокат, ќе си одев сигурно секаде сам. И немаше да знам некои права што си ги имам. И тоа е исто многу битно.
се поголем број на жени се охрабрени да ја напуштат насилната средина и да започнат нели еден по-спокоен живот како за себе, така и за децата, да се ја повратат со довербата и да започнат процес на економско јакнење, бидејќи и додека живеат во таква насилна средина, често пати насилникот настојува да ги држи во една подредена улога, во некаква економска зависност и ова е одлична можност нели да излезат од таквата насилна средина, бидејќи жената пред се треба да се оствори на полето како вработена жена, како мајка, како сестра. Мислам дека не треба да се плашат, дека треба нели да бидат малку похрабри и да бараат помош, дека секогаш постои излез. Кога гледаш дека некој те малтретира поубаво, тргни се на време, не давај шанса на тоа. Порачувам да се охрабрат, да не трпат насилство, затоа што животот е еден, не мора да го посветиш на некој што не заслужува.